Со обраќањето на колегата Тунтев се чувствував како да сме земја веќе влезена во Европската Унија и НАТО и дека зборуваме за образованието и за другите бенефити кои што ние како земја членка ги имаме внатре. Меѓутоа, денеска, како точка на дневен ред, имаме сосема една друга работа. Денеска имаме предлог одлука за распишување на референдум. Самоволие и не слушнавме ниту еден збор околу точката на дневен ред и она што се содржи во одлуката за распишување на овој референдум. Самоволието на владата и владеачкото мнозинство не застанува. Закажувањето на седницата денешнава и добивањето на материјали се само потврда на сето она што се случува. Имено предлог одлуката можевме да ја видиме од медиумите, а ние како пратеници ја добивме на 10 минути пред започнувањето на самата седница, предлог одлука за референдум на кој што ќе се решаваат најголемите прашања за Република Македонија. Иако декларативно и парламентарното мнозинство и премиерот Заев не повикуваат да го поддржиме процесот, на очиглед на македонската јавност, тие процесот си го тераат по нивна зацртана рута, без консултации, без разговори и на тој начин сакаат да го изманипулираат народот, не давајќи му можност да ги види сите факти и аргументи во целост во овој процес. На самиот почеток, да не бидеме погрешно разбирани и да биде јасно, јас, како и другите пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, даваме целосна подршка на Македонија во чекорите и желбите на македонските граѓани за интеграција и влез во НАТО и Европската Унија. Впрочем, најголемиот дел од тие чекори Македонија ги има изодено и Македонија има добиено поддршка за она каде што се наоѓа во процесот на влегување во Европската Унија и НАТО. Но денес, на дневен ред на седницата, имаме една сосема друга точка, која дополнително е искомплицирана и усложнета со се она што стои во предлог одлуката за распишување на референдум. Со самото тоа, што овој референдум во член 1 се планира да биде консултативен, тоа укажува дека ова за вас е само форма и отвара можност за резултатот од референдумот да го толкувате како сакате, иако точно е утврдено и со закон и со устав за начин на постапка и изјаснување на граѓаните. Истото го имаме во член 29 од Законот за референдум, каде што се вели дека во став 2 одлуката од ставот 1 на овој член усвоена на референдум е задолжителна, каде што се вели дека одлука за менување на граница на Република Македонија и одлука за стапување или истапување од сојуз со заедници со други држави се усвоени на референдум, ако на референдумот гласало мнозинство од вкупниот број на граѓани запишани во избирачкиот список и оваа одлука е задолжителна. Ние тука имаме предлог за консултативност на референдумот. Дали, доколку можниот исход е неуспешен референдум, без исполнет цензус, а доколку повеќето граѓани на таков референдум без цензус гласаат за, може да се толкува како одобрување и можат институциите да продолжат со реализација на овој договор за кој што станува збор во самиот референдум. Моje мислење е дека токму тоа е и целта. Прво подпишавте спогодба, која сега ја преквалификувате во договор. Има неколку прашања. Зошто беше насловено како спогодба и зошто избегнувавте дебата овде во собранието да може да предискутираат пратениците и јавноста да ги види сите точки од овој договор. Доколку е договор, кој го подпишува ваквиот договор и во чие име на Република Македонија? Согласно член 119 од Уставот на Република Македонија, ваков договор пред меѓународната заедница
може да склучува председателот на Република Македонија. Овие активности, овие процеси кои што до сега сме дојдени во ситуација за одлука, не беа испочитувани и истите не беа ставени во целост на јавноста. Да може да предискутираат пратениците, а граѓаните да ги слушнат сите овие работи. Дали овде, од оваа говорница, не беше ветено дека ќе имаме обврзувачки референдум од страна на председателот на владата на Република Македонија, беше ветено на прашање од колега пратеник дека референдумот кој што ќе се случи во Република Македонија ќе биде обврзувачки и резултатот од него ќе биде она што е волјата на граѓаните во Република Македонија. Ние денеска во член 1 имаме предлог за распишување на референдум за консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија. Зошто да имаме референдум кога треба да биде консултирачки, а ние од прилика знаеме владата и другите институции, па и парламентарното мнозинство, дека прашањето по однос на договорот со Република Грција, а не за она што зборуваме за Европската Унија и НАТО, вие имате едно мислење и договорот го направивте онака како што го направивте и граѓаните си го кажаа своето мислење. Надвор од пиарот и она што го правите. Граѓаните си го кажаа своето мислење со она што ви го прате како порака на така наречената забава која што сакавте да ја правите, за која што граѓаните дадоа свое мислење. Зошто прашањето не е прецизно и недвосмислено формулирано, онака како што бараше ВМРО-ДПМН и како што е согласно Устав и закон, а не да се доведуваат граѓаните во заблуда, така што, исчекувајќи едно работа, да бидат принудени да одговараат и на друго прашање, за кое што и од анкети, и од јавното мислење на граѓаните го знаете одговорот. Член 15 од Законот за референдум, став 3 вели: ако се гласа за повеќе прашања, за секое прашање се гласа на посебно ливче. Вака, поставеното прашање ќе бара 3 ливчиња. Дали сте за договорот со Северниот, со Република Грција, дали сте за влез во Европската Унија и дали сте за НАТО. Тоа се 3 посебни прашања кои што согласно Законот за референдум бараат 3 различни ливчиња за изјаснување. Вие вака поставеното прашање ги наведувате граѓаните да она што не го сакаат, а тоа е договорот со Република Грција и сето она што е вметнато во него, го поистоветите со Европската Унија и НАТО, кое што е цел и сон на секој граѓанин во Република Македонија и цел и сон на ВМРО-ДПМН од основањето од самата декларација за формирање на ВМРО-ДПМН како политичка партија. Со ова што денес сте наумиле да го направите, брутално ја кршите установената демократска практика, впрочем како и за се до сега, можното референдумско прашање и неговото формулирање да биде донесено по пат на заеднички консензус со сите релевантни политички субјекти. Со овој потек власта продолжува со самоволието, непочитувањето на волјата на граѓаните и газење врз демократијата во Република Македонија. Прашањето, сосема на крај, кое се предлага од власта, дали сте за членство во Европската Унија и НАТО, поддржувајќи го договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е во целосна спротивност со законот, истото е двосмислено и повеќе значно и пред се манипулативно од сето она што го кажав претходно. И сосема на крај, да кажам дека имаме поднесено 2 амандмани, ќе оставиме на вашата свест и совест дали ќе ги разгледате и поддржите и ќе дадете можност на демократијата и правото на Република Македонија или ќе постапите како за се претходно за сите оние битни договори кои што се случуваа во Република Македонија.